Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на Урбаните вести, кои ги започнуваме со веста дека јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во следните 3 месеци ќе прави ревизија на сите издадени повластени паркинг карти за сите отворени и затворени паркинзи. Целта на оваа ревизија е да се проверат сите издадени повластени карти во минатото и да се увиди дали имаат услов за продолжување и оваа година. Следуваат насловите за денеска. Останете со нас. Остварени 33,3% приходи и 29,5% расходи од буџетот на град Скопје во првите 6 месеци од годинава. Социјални работници ќе посетат 600 населени места за да им помогнат на жителите од руралните средини. Извештај на Медјаши за правата на децата во Република Македонија од јануари до декември 2012 година. По 9 пат недела на енергетика Македонија 2013. Се вадат од употребата и мерите од семафорите. Градот Скопје во првите 6 месеци од годинава остварил 33,3% од планираниот приход и 29,5% од планираните расходи. Намалување на приходите има и во делот на донациите, кои оваа година се остварени во износ од 4,1 милион денари, од кои половина се остварени во неколку средни училишта. Ивана Митковска. Финансискиот извештај за извршување на буџетот на град Скопје во првото полугодие од тековната година, кој беше усвоен на 9-та седница на Советот на град Скопје, бележи намалување на приходите во споредба со истиот период минатата година. Според изјавите на градоначалникот Коце Трајановски, градот во првите 6 месеци остварил 33,3% од планираниот приход и 29,5% од планираните расходи. Намалување има и во делот на донациите, кои оваа година се остварени во износ од 4,1 милион денари, од кои половина се остварени во неколку средни училишта на територијата на градот Скопје. Трајановски, објаснувајќи ги причините за намалувањето на приходите, рече дека овие приходи кои се однесуваат на промет на данок на недвижности и на доместок за градежно земјиште, зависат од севкупните состојби во кои се наоѓа државата. И при тоа најголемо учество бележат даночните приходи, тоа е 45,8% и приходите од трансфери и донации 37%. Расходите пак во буџетот се извршени во вкупен износ од милијарда 787 милиони денари во однос на планираното, што представува процентуално остварување од 29,5%. Во основниот буџет на градот Скопје, како составен дел од вкупниот буџет на град Скопје, за првите 6 месеци од годината вкупните приходи и приливи се во вкупен износ од 963,2 милиони денари или 25,4%. Што се однесува пак до оние другите кои што се данок на имот и данок на промет на недвижности, во тој случај сметам дека секоја година тие се стабилни во смисла на тоа може да имат осцилации од 5 до 10%, меѓутоа не може да имат поголеми осцилации. Во рамки на основниот буџет за првите 6 месеци од годината, град Скопје остварил 24,4% од вкупните приходи планирани за оваа година. Во рамки на буџетот за самофинансирачки активности, како што е наведено во извештајот, остварените приходи од првото полугодие бележат намалување во споредба со истиот период од 2012 година. Во делот на буџетот кој се однесува на кредитите, во првото полугодие се подигнати кредити во износ од 142,4 милион денари. Од тоа 84,8 милиони денари прилив од домашно задолжување од кредитот кај НЛБ Тутунска банка, наменети за изградба на 2-катни гаражи, а 57,5 милиони денари се прилив од Европската банка за обнова и развој, заем наменет за реконструкција на улицата Првомајска и за набавка на опрема на Центарот за управување и контрола на сообраќајот. Според советникот од ЦДСМ Предраг Трпевски, ова значи дека од капиталните проекти кои ги презела општината за оваа година се реализирани само четвртина во првата половина од 2013 година.
Проектот Отворени социјални денови за социјална заштита во руралните средини нуди унапредување на пристапот кон правата и услугите на жителите од руралните населени места и ќе се реализира во период од септември до ноември оваа година. Така што социјалните работници ќе посетат 600 населени места, а ќе им помогнат на граѓаните во надминување на социјалните ризици. Ова го истакна министерот за труд и социјална политика Диме Спасов на денешната пресконференција. Андријана Димитриевска. Министерството за труд и социјална политика континуирано се залага и превзема мерки за ефикасно доближување на социјалната заштита кон граѓаните и нивните семејства, особено кон оние кои се наоѓаат во социјален ризик и на кои помошта, поддршката и заштитата им е најпотребна. Проектот Отворени социјални денови за социјална заштита во руралните средини нуди унапредување на пристапот кон правата и услугите на жителите од руралните населени места и значително ќе го приближи системот на социјална заштита на оние кои што им е најпотребна. Ова го изјави министерот за труд и социјална политика Диме Спасов на денешната пресконференција. Како што додаде министерот Спасов, проектот ќе се реализира од септември до ноември 2013 година, а со реализацијата на оваа програма се планира да се опфатат 600 населени места, при што стручните тимови од центрите за социјална работа заедно со директорите ќе ги посетуваат населените места и ќе им помогнат на граѓаните во надминување на социјалните ризици. На средбите со граѓаните во местото на живење, стручните тимови од центрите за социјална работа ќе се заложат стручно да ги појаснат условите, начинот и постапката за остварување на правата од социјална заштита, но и да им помогнат на граѓаните да ја добијат истата. Ова активност се реализира со поддршка на единиците на локалната самоуправа, при што присуството на представниците на општините на овие средби ќе придонесе општините подетално да се запознаат со социјалната слика на нивната територија, меѓутоа и да се вклучат во поддршката на граѓаните. Министерот Спасов додаде дека Министерството за труд и социјална политика изготви програма со која се утврди динамиката на отворените денови со жителите на руралните средини. Односно, секоја среда тимовите од центрите за социјална работа ќе излегуваат на терен и ќе посетуваат голем број на населени места. Начинот на реализирање на истите и обврската на 30 центри за социјална работа е да им обезбедат стручна помош во решавањето на социјалните проблеми на граѓаните. Министерот Спасов додаде дека овој проект ќе овозможи превземање на мерки и активности за социјална превенција во насока на спречување на настанување на социјални ризици, ќе се врши рано откривање и ран третман на граѓаните изложени на социјален ризик. Ќе се води унифицирана евиденција при што ќе се евидентираат и потребите на граѓаните кои се во тешка положба, преку која ќе се следат сите случаеви на централно ниво и ќе се координира и контролира решавањето на проблемите и предметите на центрите за социјална работа. До сега граѓаните можеа да се информираат во центрите за социјална работа и дисперзираните пунктови, но од сега ќе биде воведена уште поголема достапност на социјалните работници на начин што овие услови ќе се обезбеди во местото на живење на граѓаните. Црвениот крст на град Скопје и Американската амбасада во Скопје денеска по пети пат организира крводарителска акција и акција за донирање храна, со цел одбележување на трагичните напади што се случија на 11 септември во 2001 година во САД и потекнување на хуманоста и општествената одговорност. Амбасадорот Пол Волерс истакна дека ова акција е добар начин да се помогне преку дарувањето крв и собирање храна за оние семејства на кои тоа ќе им треба во зимскиот период што следува. Генералниот секретар на Црвениот крст Саити ја оцени како одлична соработката со Американската амбасада во Скопје. Одбележувајќи го овој настан, не може да не се осврнеме на 150 годишнината на Црвениот крст и црвената полумесечина во светот. Меѓународното движење денес е најголемо хуманитарно движење во светот, изјави Саити. Акцијата се одвиваше од 8 до 16 часот во зградата на Американската амбасада, поради обилниот дожд што паѓаше денеска во Скопје. Од собраната количина храна ќе се изработат пакети за зимата што ќе завршат до наранливите категории граѓани во руралните средини во земјата и во Скопје. Меѓу оние кои даруваа крв беа амбасадорот Волерс, пратеници од Собранието на Република Македонија, војници на армијата на Република Македонија и Министерството за внатрешни работи, средношколци од американските училишта во Скопје и Тетово, студенти, граѓани кои сакаат да бидат дел од оваа акција и тим од Црвениот крст и други.
Првата детска амбасада во светот Меѓаши денеска на пресконференција го представи извештајот за состојбата на правата на децата во Република Македонија во период од јануари до декември 2012 година. Истиот е подготвен од Македонската национална коалиција на невладени организации за правата на детето. Во Македонија не постои централна база на податоци која се однесува на децата. Томислав Атанасовски. Во Македонија не постои централна база на податоци која се однесува на децата, односно колку од нив се исклучени од образование, колку се на улица, колку немаат извод од матична книга на родените, колку не се вклучени во предучилишно образование. Ова создава проблем и забуна кои државата ниту ги потврдува, ниту ги демантира. Ова беше изнесено од страна на извршниот директор и основач на првата детска амбасада во светот Меѓаши, Драги Змијанац, на денешната пресконференција по повод извештајот за состојбата на правата на децата во Република Македонија во период од јануари до декември 2012 година. Ја следиме состојбата со правата на децата, се трудиме да се подобри состојбата со правата на децата, информираме каква е состојбата со правата на децата и тоа до Комитетот за правата на детето во Женева, до институциите во Република Македонија. Бараме да се имплементира соодветно Конвенцијата за правата на детето и остро реагираме кога ќе биде прекршено некое детско право и за тоа бараме отчет и одговорност. Секако не сме секогаш задоволни со дефинирање само на состојбата со правата на децата, почитување или не, туку бараме и комитетот да достави препораки до владата на Република Македонија, а потоа учествуваме дали тие препораки се имплементираат во пракса или не. Дел сме од Националната комисија за правата на детето во Република Македонија и таму бараме исто така владата да се произнесе што од препораките кои се доставени до владата е испочитувано во периодот додека ние сме доставиле извештај каква е состојбата со правата на децата во Република Македонија. Нема база на податоци, колку деца се исклучени од образование, колку деца се на улица, колку деца немаат извод од матична книга на родени, колку деца не се вклучени во предучилишно образование. Сето тоа создава проблем и забуна кога ќе излеземе во печат и кога ќе кажеме одредени состојби кои владата ниту ги демантира, ниту ги потврдува. Направивме истражување од 24 општини, каде што заклучивме дека во 9 општини, односно во 9 градинки, воопшто не се вклучени децата во предучилишно образование. Причини има многу, но нема оправдување. Причините се наводно недоволна информираност на семејствата за потребата од предучилишно образование. На презентацијата се укажа и воведување сеопфатно сексуално образование во основните и средните училишта, како и посебно информирање за сексуалното и репродуктивно здравје, а особено за ХИВ и СИДА, а локалната самоуправа да формира буџет за сексуално и репродуктивно здравје. Како што напоменав, во добивањето, односно истражувањето на оваа појава учествуваа 6 организации и беше направено истражување во вкупно 21 општина, односно беа опфатени 65 основни училишта. Се раководевме од 3 индикатори. Тоа беше бројот на ученици со посебни образовни потреби кои што се вклучени во овие училишта, бројот на училишта кои што превземаат иницијативи и мерки за да го подобрат инклузивниот процес на учениците со посебни образовни потреби, како и бројот и видовите на иницијативи кои што ги превземаат општините, односно локалната самоуправа. Не случајно се одлучивме да го следиме и овој последен трет индикатор, бидејќи, како што знаеме, основните училишта се под ингеренција на самата локална самоуправа. Од она што го добивме како податок, значително е дека во сите 65 училишта кои што влегоа во оваа група за истражување, постојат, односно вклучени се ученици со посебни образовни потреби. Ние веќе подолги години работиме токму на проблематиката на сексуалното и репродуктивно здравје, меѓутоа и на пристапот до остварување на здравствените права на различни категории на граѓани, меѓу кои и децата и адолесцентите. Во рамките на овој извештај ние се осврнавме на пристапот до имунизација на децата и систематски прегледи воедно и пристапот до информации. Нашата препорака е по веќе ангажирање на теренски работници, здравствени медиатори, кои што би ги детектирале семејствата, децата. Загрижува фактот дека во Република Македонија нема центри за рехабилитација и ресоциализација на деца кои употребуваат дрога. Дел од препораките кои произлегуваат од овој извештај вклучуваат
при изградба на нови и при реконструкција на старите училишта да се применат стандардите за пристапност за да се овозможат услови за пристап и самостојно функционирање на учениците со посебни потреби во училишниот простор, поголемо вклучување на родителите на децата со посебни потреби во програмите за ран детски развој, воспоставување на систем за следење на состојбата со децата кои потребуваат дроги, да се овозможи третман на зависност од дроги базиран на медицината за сите деца и така натаму. Изготвувањето на извештајот е дел од проектот Јакнење на капацитетите на невладиниот сектор за мониторирање на детските права, финансиски поддржан од УНИЦЕФ. Традиционално по 9-ти пат во Македонија се одржува манифестацијата Недела на енергетика Македонија 2013, на која централен настан е денешната конференција Енергија и енергетско искористување на отпадот во урбаните заедници. Целта на конференцијата е подобрување на надлежностите на општините за креирање политики за рационално искористување на отпадот. Енергија и енергетско искористување на отпадот во урбани заедници е тема на годинишната меѓународна конференција која во организација на град Скопје и Здруженијето МАЦЕВ Центар за енергетска ефикасност на Македонија, а се одржува во рамки на 9-та манифестација Недела на енергетика Македонија 2013. Целта на оваа конференција е да овозможи подобра видливост за енергетско ефикасно искористување на отпадот во урбаните заедници преку најдобри политики. Дел од конференцијата беа и министерот за животна средина и просторно планирање на Република Македонија Абдулаки Мадеми и градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски, кои покрај присутните со согласие истакнаа дека градскиот смет за Македонија не е ѓубре, туку и енергетска суровина. Спроведување на мерките за подобра животна средина, градот Скопје преку своите стратешки документи и програма придонесува за подобрување на животната средина во градот. Оваа конференција исто така има за цел подобрување на надлежностите на општините за интегриран начин на креирање политики и стратешко планирање во областа на енергетската ефикасност, обновливите извори на енергија и искористување на отпадот. Овој настан кој се одржува по 9-ти пат во Македонија повлече голем број засегнати страни во однос на темата и предизвикот пред кој се наоѓа Република Македонија, за да се справи со сметот во урбаните заедници и да земе пример како тоа го прават големите градови. Настанот исто така ќе придонесе и за промена на начините на потрошувачката и промени во побарувачката со иновативни решенија, алатки и стимуланси во однос на енергетско користење на отпадот. Тајмерите кои покажуваат за колку време ќе се запали зеленото светло на семафорите, а при тоа ја намалуваа нервозата кај возачите, почнаа да се отстрануваат. Причина за тоа е различното времетраење на зеленото светло на иста крстосница во различен дел од денот. Колку ќе трае зеленото светло ќе одлучува мониторингот во Центарот за контрола на сообраќај. Елизабета Дамјановска. Неодамна Скопје доби Центар за контрола на сообраќајот, кој според најавите ќе придонесе за намалување на сообраќајниот хаос во македонската метропола. За помалку од 2 месеца, Центарот за контрола на сообраќај ги дава очекуваните резултати, но на сметка на тоа се вадат од употреба електронските тајмери од семафорите, кои на возачите им ја намалуваа нервозата и неизвестноста при чекањето да се запали зеленото светло. На нивно место се вметнуваат сензори со кои семафорите се вклучуваат во системот на Центарот за управување и контрола на сообраќајот. Со единствениот контролен центар, сензорите го бележат бројот на возилата и според фреквенцијата го регулираат времетраењето на светлата на семафорите. На крстосниците во правците во кои има најголеми колони од возила, зеленото светло ќе трае подолго и обратно. На тој начин се планира автоматски да се регулира сообраќајот и со тоа да се намали метежот. Во состав на Центарот досега се поставени 30 камери за мониторинг на сообраќајните текови и инсталирани се околу 300 индуктивни јамки и оптичка мрежа во должина до 15 километри, што го опфаќаат по широкото централно градско подрачје. До крајот на годинава е планирано да бидат покриени 90 крстосници од вкупно 105 семафоризирани крстосници. Софтверот за адаптивно управување на сообраќајот работи автоматски и преку јамките постојано прибира податоци колкав е обемот на сообраќајот во секој период од денот. Иако скопските крстосници се под постојан мониторинг, возачите не треба да стравуваат од евидентирање на нивните евентуални прекршоци, затоа што опцијата за снимање на камерите е исклучена и таа нема да се користи.
Градоначалникот на општина Карпош Стефчо Екимовски се стекна со плакета благодарница за унапредување на спортот, со посебна заслуга за развојот на каратето во Македонија од карате клубот Аеродром. Овој карате клуб 5-та година поред организира Вадодан ден, ден за дружба на вадорју карате мајсторите и шотокан мајсторите од Македонија, кој годинава се одржа во Сарај. На денот за дружба посебни благодарници за унапредувањето на спортот во Македонија добија повеќе личности заслужни за развојот на каратето. Посебна благодарница со потпис од сите вадорју мајстори присутни на манифестацијата доби градоначалникот на општина Карпош Стефчо Екимовски, како особено заслужен за промоцијата на карате спортот во Македонија и за унапредување на спортот воопшто. Македонија загуби од Шкотска со 1:2 на Филип II и ги загуби сите шанси за висок пласман во квалификациите за Мундијалот во Бразил. Ова е само најава за спортските вести кои следуваат по рекламите.